Добре вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стар. Имаме можност да имаме едно, верувам, многу интересно интервју, со оглед на тоа дека секојаш кога гостувал нашиот вечерашен гостин во мојата емисија, секојаш било интересно, а Бога ми предизвикува внимание и во јавноста со она што го имаме како своевидни реакции на неговите изјави. Се надевам дека техниката ќе не послужи, бидејќи вечерва онлайн ќе разговараме со нашиот гостин и се надевам дека интернетот нема да ни прави проблеми и дека ќе успееме да реализираме разговор со една од личностите, еден од докторите во држава кој што го дава своето мислење за COVID-19, кој предизвикува внимание, има малку поинакво мислење и често пати е на работ на оној момент на тоа кога некој ќе го нарече и антиваксер, кога некој ќе каже дека се проблематични размислувањата, но ние сме овде да ги слушнеме сите размислувања. Нашиот вечерашен гостин всушност има гостувано, веќе реков, иако веќе подолго време и го немаше во јавноста, еден извесен период, станува збор за професор доктор Вело Марковски, специјалист инфектолог, истовремено е професор и на медицинскиот факултет за медицински науки и на Универзитетот Гоце Делчев Штип. И со него вечерва ќе разговараме на темата корона, COVID-19 пандемија, на темата вакцини, на темата какви мерки се преземаат, дали може нешто поинаку да се преземе, нешто подобро да се преземе, сето тоа ќе се обидеме да го реализираме вечерва, да одговориме на дел од прашањата. Реков, предизвикува внимание секојаш кога ќе се појави во јавноста со неговите размислувања. Неодамна имаше и свој статус на Facebook во кој што имаше интересен коментар околу бројките во држава, околу сето тоа што се случува. И се надам дека реков ќе имаме можности да реализираме, доколку имаме прекини, пак ќе се вклучуваме, бидејќи технологијата е напредна, но интернетот знае некојаш да прави проблем. Професоре, добро вечер, добре дојдовте во нашето студио вака по пат на технологијата и по пат на онлайн, што популарно стана, за жал, заради короната. Добро вечер, ви благодарам на поканата, секогаш ми е пријатно да учествувам во вашите емисии, важно е што мисли народот и во телевизија Стар и се надевам дека немаме да имаме прекиди, бидејќи и деконцентрира и смета. Се надеваме дека сепак ќе успееме да го пренесеме се оно што меѓутоа на почеток, професор, јас морам да ве прашам, еден извесен период ве немаше во јавноста. Не излегувавте со изјави, нешто малку на Facebook. Која беше причината? Дали имавте малку и молк од аспект на покани од медиумите или имаше и други причини што не бевте присутен? Па да, точно е тоа. Генерално што беше? Јас рано негде пролетта во неколку емисии објаснував што се може да ни се случи во однос на вакцините. Претходно беше актуелна клиничката слика и ред други податоци со пандемијата, кои јас ги кажував и колегите ги прифаќа или не. Меѓутоа испадна генерално 90-95% точно унапред една година. И потоа дојде таа вакцинацијата, веројатно кампања, и јас кажав, да, јас никогаш не сум вакцината, да, е решение за инфективна болест, меѓутоа вакцината покрај бенефитот може да има и несакани ефекти, и дека треба внимателно, поготово со новите вакцини, РНА и ДНА, без разлика кој е производителот, и дека треба да бидеме многу внимателни и евентуално ако се решиме дека вакцината генерално нема да ги даде тие навивачки сотиде во светот, дај да се вакцинираме да завршиме со оваа пандемија и не сака да се не се послушаа ставовите на науката дека вакцината нема да ги реши проблемите. Поготово не таква вакцина која не знаевме дали прави сероконверзија, односно дали дава антитела. После тоа прекина медиумите да ме викаат. Дури имав некакви проблеми помали поголеми, што беше јасен знак дека не сака друго мислење, што за мене е катастрофално, меѓутоа надвори од резолуциите на Совет на Европа и така натаму, и се остана на мене дали јас да се инатам, а да бидам обвинет дека еве вакцината поради мои ставови не е успешна, се повлеков, меѓутоа во секој случај ако имав дебати и покани од медиумите, ќе прифатев, значи после таму негде март-април 2021 немав ни една покана и не сум одбил никого.
Така, ние се обидувавме со вас, разговаравме пред известно време, меѓутоа тогаш имавте малку и останати проблеми заради кои што не можевте да излегувате на телевизија, но сега еве сте овде и ќе говориме, ја споменавте вие и науката и како тоа системот одговара, но еве малку околу она што го објавивте, ми се чини пред една недела отприлика, објавивте еден ваш коментар во врска со бројките кои што ги имаме. Споменавте дека навистина премногу животи се загубени и таму споменувате и дека навистина системот кај нас ни не одговори баш најдобро и дека сепак треба еден поинаков пристап. Дали навистина толку се големи и страшни бројките кај нас во поглед на починати, во поглед на бидејќи ние само бројки гледаме во последно време, а секој ги толкува различно. Дали можеме едно поинакво гледање од вас да слушнеме она што имавте објавено овие денови? Бројките се и загрижувачки, и страшно е ова што ни се случуваше во минатиот период. Пандемијата е тука, постои. Меѓутоа со некаде околу 300 милиони во светот, што е далеко од процентот, па и кај далеко од процентот дури од прогласување на епидемија, да не навлегуваме во ред ја прогласување на пандемијата. Меѓутоа ние епидемиолошки кога гледаме, имаме околу 230 илјади, не знам, позитивни, што е негде за 2 години, негде околу, не знам, 5%. Значи, ние немаме многу болни. Ние немаме, во ниеден момент сме немале притисок да не можеме да издржиме капацитет. Ние имаме друг проблем. Ние во однос на целиот свет имаме страшна разлика во смртност 1:4. Значи, нас многу не умираат. Сосема порелаксирано ќе беше, ако до вие 7 и не знам и 600 умрени од ковид, умреа 1000 во 2 години или 1300 или 2 милиона како што се кај соседите. Значи, мора да се согласите дека сосема порелаксирана ќе беше состојбата. Значи, што се случува? Се направија некои стратегии, протоколи, мерки, значи, повеќе се одеше на превентивата, таму и тоа се одеше од една крајност до карантин, па до друга, до трета, и јако беше јасно кажено дека горно-респираторна инфекција не е карантинска болест и не треба такви мерки, меѓутоа во однос на лекувањето, во однос на протоклите кои ги ограничија виталните служби, одитна медицинска помош во сите градови, протокли кои бараа некакви неразумни, значи, мислам дека дури ниедна мерка не е погодена и не е така како што треба. Се отиде со лекување во старт со антибиотици, се отиде да не се гледаат пациентите, да се јавуваат по телефон и така натаму. Сето тоа резултираше со над 3600 на милион жители имаме умрени. Да речеме за споредба, некаде соседна Албанија и околу 1000, Србија 1400, значи тоа се 3,5 пати до 2,5 пати, или една Грција е на пола од нас, помалку од пола. Значи, ние ако се сведехме во регионот на тој квалитет на здравството, ние ќе имавме најмалку 3 до 4 илјади помалку умрени. И тоа не е најстрашно. Најстрашното е што ние првата година имаме 22% болничка смртност. Знаете што значи? Значи, како да сме имале вариола вера, како да сме имале колера. Тоа е недозволиво. Значи, најголема смртност пневмонија што може да се дозволи е 10% и тоа на селектирани тешки пневмонии. На вака голем број на хоспитализирани, и лесни, и средно тешки, тој процент мора да падне испод 5%. Значи, веќе имаме огромни загуби поради погрешна стратегија, погрешни протоколи кои им беа наметнати на докторите, на специјалистите, кои всушност на некој начин им беа врзани рацете, мора да додат по тие протоколи. Да се даваат антибиотици на вирусна инфекција, понатаму да се оди со високи дози на кортико и така натаму, значи во почетокот респиратори, и реков најстрашно што после една година искуство. Ние во 2021 во првите 9 месеци имаме пораст, значи зборуваме вака, зборуваме за званични податоци на Државен завод за статистика. Тоа не се мои податоци. Ја дури сакав порозово да ги прикажам. Не можеш. Имаме над 40% зголемена смртност во однос на 2020. Со целото искуство, со сите вакцинирани, со сите прележани. Како може така? И уште пострашно, што ниедна кадровска промена, значи имаме најмалку, не е само министерот и комисијата, имаме најмалку 7 до 8 клиники кои многу потврдија и институти. Институти кои требаше да сработат нешто, да анализираат, да дадат предлози.
И на сите тие бројки ние отидовме катастрофално и немаме ниту промена во стратегија, ниту симпозиуми, ниту промена во терапија. Значи, гледайте, овие бројки се пострашни бидејќи светот во првите 3 месеци изреагира панично. После тоа се стабилизира, сите држави, ние ги гледаме совкупните бројки. И уште пофрапантно е што ние за 2020 година, покрај 1800 што ни умреле од ковид, ние имаме плюс зголемени 2500 умрени од други причини. Веројатно тука се кардиоваскуларните болести и тука се малигните заболувања. Значи паниката и намалување на функцијата на некои од клиниките, институциите, отиде со уште, значи на еден умрен од ковид ние имаме повеќе од 1,3 или како му дојде процентуално, плюс од некоја друга состојба. Генерално 2020 имаме 5000 загубени животи, од кои само во црната есен 2020, октомври, ноември, декември имаме над 9400. И се тоа не беше доволен мотив, тука ќе ги спомнам и медиумите, кои ниеднаш не направи ни една емисија критична, барем ја не видов. Значи, дај да видиме луѓе, може би има и друго решение, може би има и други опции. А показателите во останатите држави во светот, да не збориме Турција како помина, да не збориме Норвешка како помина, со 0,3% смртност. Значи, ние сме со 3,8%, 85% во 2021 година во првите 9 месеци, што е во однос на 3% во однос на 20 година, зголемување од 25%. Значи, со цело искуство, со цело знаење, со сите вакцинирани, со сите прележени, ние имаме зголемување на смртност. Каде, професоре, го гледате вие проблемот, со оглед на тоа дека вие слично нешто говоревте околу протоколите, значи да се разбереме за гледачите да знаат, не говорите за протоколите за тоа како да одиме во ресторани, што да почитуваме, да носиме маски, да не носиме маски, туку говорите за протоколите за лечење, третман на заразените во болниците. Вие говоревте од ова студио и за тие протоколи, предлагавте тогаш, рековте дека никој не сака да ве слушне, но колку има оправдување во тоа што еве од здравствените власти се говореше дека се следи она што се препораки од Светската здравствена организација, од релевантните здравствени власти во светот. Дали некаде и таму можеби се одеше, ајде да речеме некако без некоја сериозна анализа, дали можеби и таму се грешеше? Значи, препораките од СЗО во некој дел беа погрешни, меѓутоа некои препораки не беа погрешни, а ние не сакаме да ги слушаме. Истите, значи, бака сега, Тони, не е проблемот, значи, никој не ги обвинува поединечно колегите, зборувам за институциите, за директорите, за министерот, за комисијата. Тие протоколи светски и на СЗО важеа за сите држави, важеа и за Србија, важеа и за Грција, важеа за Албанија, важеа за Норвешка. Значи, секаде важеа, они немаат таква смртност. Не зборуваме за протоколите за кафани, за мерки, колку сме заболеле, па една пуштаме. Значи, бројката е таја, окей, мислам дека многу поголем е процентот на заразени, мислам дека се 2 или 3 пати повисоки, бидејќи не се тестираат антитела. Меѓутоа, во однос на умрените, че една Австралија е со околу 200.000 исто колку нас. Имаат 79 на милион. Ние немаше да ги приметиме да имавме таква смртност. Немаше да имаме паника. Кога би умирал нели на 3-4 дена по еден, ние имавме по 40-50 дневно од ковид и уште 40-50 од инфаркти и мозочни удари кои не би требало да умрат, то се 100. Треба ли ние сега да се однесуваме лабаво, коеве ништо не се случува, не гледаме, не знаеме? Колку во ваквата ситуација, еве да говориме малку и од аспект на тоа дека ние имаме ситуација во која долго време сме во политичка криза. Имаме избори, имаме политичка нестабилност. Колку сето тоа влијае на, според вас, несоодветниот одговор на целата оваа ситуација? Дали политиката на некој начин ја влоши состојбата со коронавирусот? Во многу. Значи, првен гледате сега оваа политичка криза на пата пратеници. Кај го однесе Социјалдемократскиот сојуз, кај однесе Македонија. Значи, еве, соседна Бугарија 3 пати прави избори поред, бидејќи се знае, кога е тука, ќе има уценување, не можеш своја екипа да донесеш, не можеш цело министерство да го преземеш, клучни други министри, и така натаму, значи, тоа направи криза. Понатаму,
самата пандемија и решенијава ја продлабочи кризата, направи огромна штета и на владата, и на владачката партија. И потоа, значи, некаде, еве јас имам кажано, дури мислам дека беше рано, септември 2020, дека мора да има кадровски промени. Владата можеше да го направи, бидејќи сега здравствената криза, повторно, па уште повеќе ја продлабочи политичката криза. За да ние веќе од септември или не знам сме во некаква оставка на министерот, и сега еве го трендот од септември, значи септември, октомври, ноември. Ние имаме по 30 умре. А зимските месеци веројатно ќе бидат многу повеќе, тај Боже да не бидат, да застане оваа пандемија. Меѓутоа и да продолжат по 30. По споредбата што ја кажав преска со Албанија, значи ние треба да имаме не да бидат 30, туку да бидат 17 помалку, 13 умрени. Значи месечно, секој месец пролонгирање на воведување на нова стратегија и нови кадровски решенија, Македонија ќе ја чини 500 животи. Дали тоа ќе биде месец, 2, 3, 5, најмалку 500 живот. И сега се прашувам, кој имаме ли ние решението? Решението, бидејќи сега политички, мора да се реши политички. Неколку опции постојат по мене. Едната опција, нели, ВМРО ДПМН се обиде да направи влада, не успеа за еден пратеник, и јас мислам дека Социјалдемократскиот сојуз требаше нивни да му даде два, да префрли одговорност. Мислам дека ВМРО ќе реагираше подобро и ќе имаше подобри резултати. И тоа беше најбрзо решение. Сега сме во една состојба која веројатно објективно, дај Боже, меѓутоа све што ќе биде правење на влада на 2 до 3 недели. Еве кажав, значи и тука веќе мора, ако до сега не знаеле, еве од колумната никој не изреагира, еве и од сега кажуваме, веќе на совеста на најодговорните луѓе во Македонија, секој месец пола од тие што умреле званично можеле да се спасат се на нивна совест. На сите пратеници, на председателот на собрание, на сите политички партии и така натаму. Значи, втората опција е брзо СДС да направи влада, меѓутоа давање министерството на мала партија и при тоа да му дадеш еден директор, значи нема никаква промена, може да биде исто или полошо, што ќе доведе до сосема овој неочекувани резултати за таа влада, лоши резултати и за Македонија. Значи, третата опција по мене е да седнат пак да биде тоа во 2 до 3 недели, двете големи политички партии да се договорат да направат заедничка влада со договарање. Само морам да напоменам, се мои ставови, да се разбереме. Бидејќи сум и политички активен, нема никаква врска со стратегијата на партијата, јас го зборам како интелектуалец и така и колега. Значи да се договорат некакви избори за неколку месеци, меѓутоа до тогаш дајте да, значи нас не треба ништо да не интересира во моментот освен здравствената криза. Освен да спасиме, ако можеме месецов 300, другиот месец да спасиме уште 300, дали има поголема, поважна работа од тоа. Така да мора да седнат некоја таква опција, бидејќи е реална, давањето министерството за да се избега одговорност во ек на пандемија, без разлика што не се знае никој ќе биде. Меѓутоа, реално е дека овие преговори околу влада, мандатори ќе траат со месеци. Ние ќе изгубиме многу живот. И сега тука, по мене, најреално решение е да мислам дека председателот на државата, институција која најмногу ја ценам во државата, председателот Пендаровски го ценам како висок интелектуалец, го следев на сите, за жал за мене, не ја спомна здравствената криза, ги спомна економската и енергетската. Меѓутоа, здравствената криза ни е најважна и мислам дека он мора да биде поактивен, да проба да направи било што, да направи заедничка влада или влада на национален спас со некој мандат од 5-6 месеци, да излеземе до пролета, да седнат експерти и да ја решат оваа криза, бидејќи останатото, викам, ако до сега еве сите тие што ќе умрат, значи најмалце пола може да се спаси. Професоре, пред рекламите кои што ќе имаме за кратко, едно прашање кое што еве може да се каже, ве прашувам и како политичар активен во ВМРО ДПМН, некои говореа дека во случај на нова влада би можеле да бидете и министер, така се коментираше реално, ги следевте тие коментари. Ве прашувам, значи, и како политичар, но и како доктор, специјалист, инфектолог,
Дали сметате, дали ово што го говоревте досега практично значи дека ваше мислење и дека најдобро би било и да се прават било какви комбинаторики во Министерството за здравство, да се направи нешто што би било ангажирање на сите кои што можат да придонесат и да нема таму ривалство, да нема пазарање со тоа министерство, да бидат сите луѓе кои што можат да придонесат и можна ли е таква варијанта според вас? Мислам дека не е објективно, значи мора да се даде одговорност. Одговорноста треба да биде на еден човек кој треба да направи ти. Ете што, не може јас моето 20 годишно искуство да го дадам како совет на некого, затоа што тој во клучните моменти ќе земе и други совети и ќе се донесе некоја одлука која нема да одговара. Нели? Значи, имаме ние неколку квалитетни луѓе кои можат да го извадат тоа и треба да му се даде линеарно право на сите на целата концепција, значи човек што има концепција, што може за 2 до 3 недели да врати болничката смртност испод 10. Јас го кажав тоа, значи тоа мора да се направи. Понатаму, смртноста кај другиве состојби не може да иде толку брзо, бидејќи тие системи застанаа, меѓутоа мора во скоро време и тие да се врати. Да се врати целата тежина на матичните доктори со цела една стратегија, да се направат обуки, да се направат нови протоколи, бидејќи ова е како една куќа без темел, треба се да се сруши, се да се ревидира и сите мерки, протоколи за лекување, протоколи за заштита, имунизација и така натаму треба да се променат или ревидираат. Благодарам професоре за одговорите досега. Неколку минути реклами и се враќаме во студиото со одговори на други прашања. Ќе одиме и со тоа каков подобар пристап би можел да имаме и стратегија околу вакцините, вашите размислувања. Мислам дека имаме што да кажеме. Почитувани гледачи, се враќаме веднаш по рекламите. Гледате Што мисли народот, гостин професорот Вело Марковски. Продолжуваме во студиото, во Штип сум јас и онлайн професор доктор Вело Марковски, специјалист инфектолог. Говориме за неговите гледања на корона кризата, на тоа што е причината што бројките се такви какви што се, иако како што веќе рекол секој гледа на различен начин, но немилосредни се бројките кога гледате во поглед на луѓето кои што ги загубија животите и официјално се кажува дека се од корона. И уште полошо е доколку можело да се спаси нешто, а не се спасило. Размислувањата се различни. Ние го слушаме ова вечер на професор доктор Вело Марковски. Професоре, јас реков дека пред извесен период ние комунициравме, вие тогаш ми рековте не сум добар, не можам сега, значи не излегувам во јавност, не можам ни да дојдам на емисија. Дали тоа значи дека и вие го прележавте коронавирусот? Да. Значи, бев повеќе, скоро 30 дена во кревет. Морам да кажам дека многу тешко го поминав. Во почетокот не одеше, и цело време не одеше како горно-респираторна инфекција, туку како една тешка интоксикација. Така да, веќе тоа одеше првите 10 дена, вторите 10 дена веќе бев во една скоро критична состојба. И после тоа почна опорувувањето и се уште сум на некои терапии, така да и затоа мене ми е многу попријатно кога сум живо во студио отколку овие стресови. И да, ако се сеќаваш, значи тоа беше поканата беше баш кога веќе бев вакот на инфекција, тоа е некаде. Така. Но еве, од тој аспект, вашето искуство, јас сум разговарал и со мои колеги кои што го поминаа вирусот, велат, нема шанса да не се почувствува дека е нешто различно од настинка, дека не треба да гледаме така, ова е само нешто повеќе од настинка, велат дека се чувствува разликата. Меѓутоа, од вашето искуство и од аспект на третманот во лекувањето и од тој аспект вашето размислување за тоа што би можело, што е тоа што може да се промени во третманот на заразените за да полесно се лекува кога веќе ќе се заразат. А после ќе говориме за овие рестриктивни мерки доколку имате свое мислење. Јас можам, значи го зборував и за лекувањето, многу пати зборувавме, кажав дека имам напишано труд во научно списание, остави значителен белег во светската литература, во светската стручна литература, како да се лекува болен со респираторна инфекција, горно-респираторна инфекција за време на пандемија со COVID. И јас се поддржував на тие принципи. Значи, првите 7 до 10 дена не смее да се зема антибиотик. Проблем е што
необјаснимо, значи по мене се работи за причинител кој не можам што да кажам, меѓутоа не е тоа опишано и така натаму, всушност кој ослободува или некој друг токсин се ослободува од организмот, имаме класична токсикоза која го напаѓа кардиоваскуларниот систем и централниот нервен систем. Немав ниту течење на нос, ниту болки во грло, ниту кивање, ниту кашлање, имав нешто промена на вкус, немав на мирис и така натаму. Меѓутоа, лошото е што леукоцитите паѓа испод 2,5, лимфоцитите паѓа, немаше цитоки, значи немаше борба во организм. И илузорно е во тој момент да оптеретуваш со антибиотици, бидејќи параметрите во крвта нормално одеа во прилог на вирусна инфекција, се контролирав крв секои 4 дена. За да не гледа ќе после таму 10-тиот и 11-тиот ден се калеми бактериска инфекција. Што е познато после вирусни инфекции да се појави бактериска инфекција. Сега, проблемот кој ќе се појави бактериската инфекција да се лекува таа бактериска инфекција како што треба, по протокол, по доктрина, за да има најдобри резултати. И тоа сега зависи од параметрите, од висината на C-реактивен протеин, на леукоцити, на лимфоцити. Меѓутоа може и протокол да се направи со некоја слобода на докторите и како да кажам, поголемиот дел околу мене што во исто време се разболеа, поминаа со бадена температура, али некои кои биле под стрес, кои имаат намален имунитет или така се погодило, поминав многу тешко. Меѓутоа, пак ќе речам, тука веќе има многу суптилности кои мора специјалистите да им се укаже, да се прават обуки, бидејќи во медицината многу се битни некои моменти. Вие можете се да направите, ма утре, не денеска или не вчера. И фала му на Бога, еве со тој пристап, со тоја терапија, дори мислам дека претера со тој школски пример, бидејќи, знаете, кога си болен, не можеш сад ти во главата да менуваш, да правиш паника, да менуваш тоа што го знаеш 30 години. Така да одев првин со лендацин, меѓутоа лендацинот не фати и тоа е тоа. Таа е таа стратегија која мораме ние да тераме за сите, нема друга. Меѓутоа, необјаснимо е ако веќе имаш пневмонија, значи не зборуваме за тешки пневмонии. Тешките пневмонии се лечат во интензивна нега, и тоа обичните пневмонии може да се лечат и дома и во болница. И необјаснимо е да имаш 22% смртност на пневмонии. Тука мора да има грешки. И по мене најголемите грешки се давање на високи дози на кортикот и давање на кислород. Значи кислород во домашни услови мора да се забрани, не знам како, значи има многу причини зошто кои ќе ти мерат, нели, дека си хипоксија или дека имаш ниска сатурација. Тоа има неколку причини, али не се решаваат сите на исти начин дај му кислород. И јас верувам дека во тој момент кога бев фактички дехидриран во една претоксикоза, првото што ќе ми направеа, ќе ми мереа сатурација, ќе беше 70 и ќе бев ставен на кислород. А мене ми треба течности, не ми требаше кислород. Не разбира, значи има тука има една слобода треба да се даде на специјалистите, не со протоколи, меѓутоа да се каже дека се додека е вирусна инфекција не смее да се дава антибиотик. Па нека биде и до крај. А понатаму треба да се одржува стабилно кардиоваскуларниот систем и во моментот да се прати на 4-5 дена крвната слика и другите параметри, рентген на бели дробови и така натаму, кога ќе покаже дека е бактериска, да се лекува соодветно. Има ли простор за различно толкување на науката, бидејќи науката, медицината би требала да биде јасна и треба да има протоколи кои што ќе бидат единствени за сите. Дали имавме ние можеби различно толкување на науката? Дали можеби сами луѓето се учеа од интернет, од Фейсбук, па купуваа лекови од Косово, од не знам каде, можеби тогаш некаде е нанесена штета. Дали имавме пропусти во тој поглед? Имавме пропусти, бидејќи дури и со чување и со дека не смее да се дава сумометипан цев на вирусна инфекција, се даваше во тони. Значи, тоа е првата грешка. Втората грешка што е наука. Значи, науката не е наука ако 100.000 луѓе зборат, сите викаат така, науката може да каже еден човек. Значи, има во моментов имаше неколку пристапи, меѓутоа еве ќе речам која е науката на која ја верува. Значи, се учи од учебник,
кои го пишувале секое поглавје од 4000 страни, Мендел, го пишувале експерти, го рецензирале експерти, при тоа се користеле илјадници научни трудови рецензирани од експерти. И тоа е веќе наука. Науката што беше сега, поготово за вакцините, или што ги пуштаа СЗО некои ставови, тоа не беше наука, тоа беше став на некој. Значи, вакцините, производителот има експерт, може да и подобар од првите експерти. Меѓутоа, неговите замисли не се рецензира и никој не ги, не никој, меѓутоа, не тоа што не рецензираат, него понатаму се финансираат, се рекламираат и тоа не е наука. И затоа ние имавме проблеми, значи не застанавме, па ќе речам, ние моравме да ревидираме тие ставови што генерално ги ширеа медиумите. Слушнал ивермектин, па цел ден, 10 дена ти пишува и тоа влие на докторите. Значи, голем број од овие смртни случаи во Македонија, јас би ги обвинил медиумите. Они не даваа критично, не даваа друго мислење. Па одеше 3 месеци ивермектин, луѓето слушаат на телевизија 10 пати во денот, 20 дена или 10 дена, нормално е да подлегне и доди да земи ивермектин. Значи, лекови антипаразитарни, значи, све што можеше да се продаде во овој период, све се продаде. Сега, полека почнуваме да говориме за вакцините, ги споменавте веќе. Јас пред да почнеме директно за вашиот став околу вакцините и околу тој став најчесто се говори дека вакцинацијата, имунизацијата е најдобриот одговор, еден од најдобрите начини да се справиме со ковид пандемијата. Меѓутоа, еве на почеток само оној момент кој што често пати се говори, ви имате став некаде во јуни објавено дека оние кои што прележале и добиле имунитет така не треба да се вакцинираат, тоа го кажавте. Меѓутоа, кој е по-добар имунитет? Дали оној кој што ќе се стекне со вакцинирање или оној кој што се стекнува со прележување на вирусот? Значи, воопшто не можам да сватам како се наметна да се прави споредба. Значи, вакцината треба да го симулира природната болест. Дали ние, како луѓе, со нашите сознанија од 10% од имунологијата, можеме да го менуваме имунитетот, кој не преживеал со милиони години, и ние сега толку сме напредни, да ние сега ќе му кажеме на имунитетот, не, ти тука грешиш, треба вака да правиш. Значи, апсолутно, прележан човек е значи, видите, дури не ми се верува дали некои колеги се доктори. Тие имаат диплома од завршен медицински факултет, имаат дури наставни звања, и тој не знаат ништо, и тој не е доктор. Која донесе мерката 45 дена дека штитат антителата и после треба да правиш писија. А ова не е сида, ова не е хепатит Б, не е хепатит С, акутна горно-респираторна инфекција, грип, корона, аденовируси, најмалку сезоната си заштита, најмалку. Значи има IgM антитела, има IgA антитела кои не даваат да се развијат. Значи ти си сега најбезбеден, не можеш никого да заразиш, не може тебе никој да те зарази, а имаш милиони ограничувања. Тоа е несватливо, не знам како да кажам, се вознемирувам. Значи, научни трудови во спицанија со највисокиот импакт фактор докажуваат дека и година и пол после прележување на ковид организмот има солиден имунитет. Значи, најдобро е да се мерат антитела. Се додека некој има антитела, он е заштитен. Да не се бунат, нашите луѓе, значи тој што примил вакцина, овој што прележал, има антитела, без разлика, колку и год да се, тие го штитат. Тие што некои имаат поголемо ниво на антитела, тие значи дека измеѓу имале контакт со вирусот и се ревакцинирале по природен пат. Само тоа е, разликите се тие. Инаку секој сопствениот имунитет спрема тежината на болеста направил антитела и тие ќе трајат толку долго, најчесто во зависност од тежината на болеста. Нели, ако потешко било, подолго ќе траат, повеќе бил исплашен организмот. И во целиот период, додека некој има антитела, тој не сме, значи сега буквално треба да правам некои испитувања на клиники, ми викаат, мора правиш писија, значи дури се чудам, па или да чекам 45 дена да се вакцинирам. Ако некој мене ме натера сега да се вакцинирам, тој ми прави загрозување на моето здравје, што е кривично дело. А ако го направи на многу луѓе, тоа е злостор против човештвото. Значи веќе Нинберг, мислам дека почна, таму нема пресуди волку толку, таму тоа се злостор против човештвото. Значи на човек има антитела, да го тераш да се вакцинира,
е злостор. Значи според вас би требало прво да се проверуваат антитела, па потоа да се размислува за вакцинирање. Но ако е имунната состојба, кога 2 години трае, мора пред вакцина да се проверат антитела. како да ја вратиме и да ја зголемиме довербата на граѓаните во вакцината? Има премногу луѓе кои што не сакаат ни подразно да се вакцинираат, причините се различни. Меѓутоа, дали може да се зголеми таа доверба според вас? Зошто има толку недоверба кон вакцините? Вака сега, значи, вакцината останува вакцината како најдобра заштита од некоја инфективна болест. Има и други мерки. Има општи мерки и така натаму, маски носевме, се затваравме и така натаму. Меѓутоа, за да кажеш некој дали е баксер или антибаксер, првин треба да имаме вакцина. Че вакцините имаат бенефит, ама од досегашното искуство на науката можат да имаат и сериозни несакани ефекти и можат да имаат и дури сериозни последици. Значи, сето тоа мора добро да се изанализира и тоа е тоа што беше особено со новите вакцини. И ние гледаме дека имаме многу несакани ефекти од новите вакцини и ние ги премолчуваме. Од друга страна, Европска унија има над 300 милиони, значи некаде населението во Европска унија околу 70% веќе имунизирано. Ако ги одземеме децата и така натаму алергични. Значи сите се вакцинирани со 2 дози, дори со 3 дози, и они имаат проблем, не го решија ковид. Така? Дали е тоа така? Значи, од друга страна, имаме повеќе од 25.000 умрени од вакцини. Никогаш во науката не било дозволено, ако умрат 5, 10, 100 или ако имаме, не знам, 76 од грипот, имавме зголемен број на Жилијан Баре, да речеме 1000, се прекинуваше вакцина. И затоа е таа недоверба. Значи, луѓето гледаат, пратат. Од друга страна, необјаснимо е како тоа твојот имунитет разликува дали е вакцината од еден производител, а не важат вакцините од друг производител. И при тоа, значи, единствено валидно во светот за патување може да биде потврда дали имаш антитела. И никого не смее да го интересира дали тие се антитела од прележан, од вакцина, од класична вакцина или од современите вакцини, новите вакцини. Тоа е основниот проблем. Значи, вакво форсирање на некои протоколи, мерки, 3-та, 4-та, 5-та доза е од нивна страна ќе направат огромна штета на останатите вакцини, кои ги користиме веќе 70 години и со кои имаме извонредни резултати. Сега веќе се губи довербата кон сите вакцини. Значи, да не речам, многу честа покрај овие умрените имаме 1 на 100 има несакани ефекти од типот парестезија, трнење по раце, вознемиреност, летаргија, ноќно потење. Значи, тоа се 1 на 100 вакцини од новите вакцини. Бројките Pfizer, AstraZeneca зборуваме за научни трудови. Значи веќе не може никој, и мене ми е веќе кога излегува во научни трудови, јас можам да зборувам. Пред тоа додека излегува по списанија и така натаму, е неблагодарно да зборуваш. Значи во Англија, AstraZeneca, самите англичани кажуваат дека има многу поголема смртност од Pfizer. Значи Pfizer имаат, да речеме, во апсолутни бројки 400, а 470 на AstraZeneca. Или во полесно за рачуњање на 10 милиони дози, 200 со 250. Значи, некаде кај нас на милион дози, веројатно 20 до 30 луѓе умрели. Нешто е пониско, негде околу 16 на милиони во Соединетите Американски држави. Значи, тие се веќе званични податоци. Сега, по мене, да дадеш да умре некој 25.000 во светот за да се заштита, мислам дека не е етички, не е оправдано. Не е оправдано. Значи, тие се тие проблеми со новите вакцини и голем проблем е што сега тие новите вакцини така се дизајнирани, са немаме време да го повторно да го објаснуваме како они доаѓаат. Всушност ние ги викаме вакцини, науката ќе каже дали се тоа вакцини или тоа се некакви имуногенетски субстанции кои треба да го дадат истиот ефект на вакцината да штитат од болест. Меѓутоа проблем е сега со мутациите. Значи најверојатно овие вакцини не можат да ги фатат поголемите мутации. Природното прележување на болест ги фаќа сите мутации. Тие што прележале, јас гарантирам дека се додека се мали промени, додека не дојде да речеме COVID-22 нека голема промена, тие ќе ги фатат сите мутации и нема да се разбунуваат.
Како во таква ситуација да се ако имунизацијата е важна, а не може сите да се заразат па да намерно да се заразуваат, како да се бориме, што да се преземе во тој поглед? Вака сега да не заборавивме добро што ме потсети. Значи веќе имаме ние сериозни производители кои почитуваат наука, кои не избрза. Видите, ние имавме во втора фаза незавршена, пуштивме вакцини. Имаме производители и таа вакцина јас ќе ја препорачам секому, бидејќи таа вакцина, такви производители, русите направија жива вакцина, што е апсолутно безбедна, се шприца во нос, ќе имаш полесна форма на болест, меѓутоа ќе имаш заштита. Значи тие вакцини сега ќе ги користиме во наредниот период, тоа се безбедни вакцини, тоа се класични вакцини, класичните вакцини, иако Синовак не дадоа несакани ефекти, меѓутоа за жал кај нас ги нема. Уште еден аргумент зошто не се даде избор. И зошто мора само со некои вакцини да може да се влегува, да се патува. Тоа се апсурдни состојби. Значи новите вакцини кои си ги држат фазите како што треба, 2 години крајов на есенва и веќе од јануари ќе не бидат достапни и тие вакцини ќе бидат, бидејќи тој во нивните испитувања не прави епидемиолошки според. Он вика, јас имам сероконверзија, значи јас кој ќе ти дадам тебе вакцина, ти имаш 90 до 95% антитела. Крај, тоа е класична вакцина. Така? А вакцина која ќе ти ја дадам, а не мора да ти направи антитела, ама ќе има помали шанси да умреш или да се разболиш тешко, тоа не е аргумент. И тие вакцини ќе бидат, ако нешто остане, тие вакцини ќе бидат најверојатно отфрлени, бидејќи ова е неразумно. Но, значи, професоре, вакцините кои сега доаѓаат, ќе бидат, имаа време, ги направија, ќе бидат солидни и ќе бидат добра заштита. Меѓутоа, сметате ли дека пак ќе биде тешко да се објасни на класичните антиваксерски движења, да им се објасни и тогаш дека ете, тоа се посигурни вакцини, бидејќи на вистина тоа антиваксерско движење е многу тенка линијата, еве и вас може и често пати ви обвинуваа, нели, иако зборувате од аспект на долго искуство, и вас ве обвинуваа од време на време дека сте антиваксер, а антиваксерските протести пак ми се чини не прифаќаат ама баш никаква вакцина, не прифаќаат аргументи. Вие прифаќате аргументи, нудите аргументи, но има луѓе кои што велат не, ама никаква вакцина не признава. Не. Значи, вака са. Не можеш да збориш генерално. Значи, има вакцини кои луѓе, значи, гледате, тезите новинарите треба да ги разработите. Може и тие антиваксери не мислат така. Значи, јас имав средба со некои од тие здруженија и дури е чудно, значи, они со мене влегуваат во дуел дали е вакцината за тетанус корисна. Јас сум препишал илјадници дози, сум препишал не знам какви заштити, сега јас, значи, земите го примерот со грип. Кој е антиваксер? Значи, ние повторно касневме со вакцината за грип. Ние веројатно оваа година мора да имаме епидемија со грип. 3 години немавме, тоа не е типично за грипот. Значи, луѓето фаќаат врски да примат вакцини. Ме разбирате, еве, убав пластичен пример, кога имаш сигурна вакцина, проверена вакцина, луѓето трчаат бидејќи неќат да бидат болни. И јас сум се вакцинирал со грип. И така да, дека има проблеми, меѓутоа реков, ова на некој начин силување всушност е на производителите на вакцина е најголема антиваксер кампања. Они се тие антиваксери и колегите, за жал, професори, директори на институти кои се појавија како промотори, не знам, рекламни агенти на некои агенции кои кажуваат и на луѓе што си прележал, прими си уште една доза, прими си, не знам како, не е ова, мислам, со некакви фрази. Меѓутоа, факт е дека ако излезе солидна вакцина, пак ќе речам, кинеските беа многу солидни, они ги избрзаа фазите. Едино тоа е грешка, меѓутоа веќе неколку производители кои покажа извонредна сериозност, кои не отидоа да, они можеа да извадат, си ја испроверија вакцината и такви вакцини јас ќе ги препорачувам и мислам дека најважно е, значи, бенефитот, окей, може и ваму има бенефит, може помалку умреле бидејќи вакцинирале, меѓутоа не смееме ние да имаме смртни случаи од вакцини. Рековме на 10 милиона, извини само ова, имаме 20 умрени на 10 милиона, 200 во Англија, 270 од AstraZeneca, на 10 милиона, значи на 20 милиона би биле околу 500-600 умрени. Од вариола вера, ние во 70-тите години вакциниравме 20 милиони во Југославија и мислам не беа поише умрени од 20 до 40.
Значи пред 70 години технологија со вакцина за вариола вера. Тоа се некои прифатливи бројки, нели? Заштитивме, не ни умре никој од вариола. Али ако ти умрат многу луѓе, тогаш како да кажам, веќе сме и на крајот на емисијата ќе одиме со тоа што не очекува вашите прогнози, каде ќе оди цела оваа ситуација, бидејќи навистина имаме некои не знам, веќе целата таа грчка азбука ќе ја поминеме, омикрон сега ќе ни дојде, па не знам уште какви не мутации на вирусот. Има некои размислувања, вели омикрон можеби да биде најава дека полека, но сигурно ќе спласнува пандемијата. Што очекувате вие од тој научно-стручен аспект? Што можеме да очекуваме во иднина? Ќе дојде ли конечно некое олабавување, малку полесно да дишат луѓето, да нема толку многу заразени? Дали се гледа крајот на пандемијата? Ваката ми, значи, сите овие мутации кои се минорни, мали мутации, се случуваат и веројатно се треба да ги прати само науката, а не да се пуштаат во јавност. Така да, сето тоа зголемува паника, а кога сме во паника не размислуваме рационално. По мене, бидејќи веќе втора година, мислам дека епидемиолошките карактеристики, и сега е страшно, ние имаме 8 милиарди вакцини дадени. Па на 8 милиарди, на 70% од население вакцинирано, не може вариола вера да се пробие. Како ни се пробива ковид? Ако не измутира многу. Меѓутоа, по природата, познавајќи го грипот, познавајќи другите причинители, е несериозно ова што тврдат некои, дека вака ќе биде, така ќе биде, од кај знаат? Од кај знаат? Значи, природата на вирусите е непредвидлива и епидемиолошките карактеристики. Јас сум длабоко убеден дека веќе пролета, ние гледаме што се случува Јужна хемисфера, Австралија, мирно е. Кои ќе дојдат и ние во летото бевме мирни. Сега, тука мора да ги разграничиме, очекувам, значи не може 2 години немавме ни аденовирус, немавме ни вирус, немавме ни скарлатина, ништо немавме, све ставаме во еден кош. Очекувам, немаме страф од грипот годинава, бидејќи 2 години немавме, тој може да не докречи ако не бидеме спремни, а закаснивме со вакцина, значи кога требаше да е завршена вакцина, ние тогаш набавивме. Очекувам негде веќе април, кој ќе почне пролета, да се драстично намали и летото да се прекине овој ланец на пандемија, иако ќе речам веќе е многу чудно што 3 пати се менува клиничка слика за време на оваа пандемија и што е најбитно, веќе по големиот дел од државите сватија кај грешат во лекувањето и нема голема смртност. А епидемиолошки гледано во светот е околу 5%, значи со 5% не можеш за грип да прогласиш епидемија, камоли пандемија. Така да, проблем е лекувањето, проблем е смртноста, ние немаме голема зафатеност. Ако се сеќавате уште на почетокот кажа, 5 до 35% е опфатноста за коронавируси. Значи можевме, замислите да беше 30%, а ние имаме сега негде 5-6% годишно. Тоа ќе беше, не знам што ќе беше.